Истиот овој човек кој што не повикува на европски иднина за Македонија, истиот овој човек кој што себе си се представува како европското лице во Република Македонија, не така одамна го гледавме како во едно друго својство, во својство на градоначелник на општина Струмица, како дрско и брутално за работа која што по службена должност треба да ја заврши, бара евро за црквата, евро за вицето. Го дели народот, го дели на два дела, наместо да го обединува како премиер на нацијата. И при тоа не бираат средства, подготвени се и со ѓаволот да се здружат само за да можат некому да му се заканат, да го уценат, да им се придружи и да направи нешто зашто тој не сака да го направи. И е длабоко убеден дека не треба тоа да го направи. Еве, јас од овде од Свети Николе бев сведок на многу такви сведочења од страна на сограѓаните во Свети Николе, без разлика каде се вработени во државната управа, во локалната администрација исто така, кои што велат дека се на дневна основа чувствуваат притисок од страна на нивните надредени кои што се локални функционери на СДСМ, кои што ги тераат, им се закануваат со губење на работни места, им се закануваат со последици доколку не го поддржа тоа капитулантско дело на Зоран Заев. Ја користам оваа прилика на сите, и не само во оваа просторија, него на сите граѓани во Свети Николе, да им се обратам и да ги замолам да не потпаѓаат на тие притисоци, тие закани и уцени, бидејќи се тоа кратко ќе трае, не може како да трае подолго, и дека ќе дојде денот кога, како во нашата гордост, нашата химна, повторно утрото ќе се раѓа над Македонија и дека сите овие кои што направиле гревови ќе платат за тие гревови. И пред народот, но и пред органите во Република Македонија. Затоа би сакал да ги замолам сите граѓани на Свети Николе, сите граѓани ширум Република Македонија да им биде пренесена оваа порака да не се грижат и да не потпаѓаат на тие притисоци, закани и уцени од страна на Зоран Заев и